Добро вечер. Што има во новиот закон за енергетика? Суштински реформи или козметички измени? Дали граѓаните и фирмите ќе имаат директен пристап до обновливите извори на енергија? Кои се контролните механизми? Има ли Македонија јасно дефинирана енергетска стратегија? Во што ќе се инвестира? Зелена транзиција со нов рудник и стари и дотрајани капацитети. Интерконектор кон Грција, далновод кон Албанија. Македонскиот енергетски систем се поврзува и се отвара кон соседите и Европската Унија. Кој ќе биде бенефитот? Енергетска сиромаштија, државен загубар заради социјален мир. Милионски загуби, потфрлени планови за производство. Како да се стави крај на криминалите во енергетиката? Ова се само мал дел од темите на кои денеска ќе разговарам со мојот гостин во студиото на Топ Тема. Министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Добро вечер, добре дојдовте во студиото на Топ Тема. Добро вечер, благодарам за поканата. Министерке, со тоа што законот се изгласа завчера, само по себе се наметнува првата тема. Тоа е секако за новиот закон за енергетика, донесен по повеќе од една декада од кога го имаме стариот. Доста обемен материјал, доста обемен закон. Затоа би ве замолил еден сублимат, кои се клучните разлики и што се новините во новиот закон во однос на во споредба со стариот. Точно така, во средата беше изгласан законот за енергетика. Најпрво морам да кажам дека рокот за донесување на овој закон беше крајот на 2023 година. Меѓутоа, еве, конечно во мај 2025 ние го донесовме законот за енергетика. Да ги пофалам најпрво сите што работеа на законот и за прв пат овој закон се работи институционално. Пред тоа биле ангажирани консултанти, биле одвојувани големи суми, значи никој до сега не го работел институционално. Ние ги искористивме сите капацитети за правење на овој закон. Со тоа што имавме 14 отворени јавни дебати, беа повикани сите, беа приватниот сектор, беа МЕМО, МЕПСО, ЕСМ, НОМАГА, сите значи беа вклучени, стопанските комори, сите беа вклучени да даваат сугестии на овие теми. Се работеше долго време, значи околу 7 месеци се работеше и бевме константно во координација со енергетската заедница и ЕУ, што значи со Виена и Брисел, и ги имплементиравме, најважно од се го имплементиравме четвртиот пакет за зелена енергија. Што значи се транспонирани сите ЕУ легислативи, бидејќи како што знаете сега и дел од реформската агенда е дека иако не сме во Европската Унија, се стремиме, мораме да сме усогласени со легислативата на Европската Унија. Што има тука има како што кажавте 300 страници, значи тоа е еден обемен закон и секој да, ако сака да го прочита, секој од својата тема ќе го најде малку комплициран ако не е во темата. Најсега што можам да кажам е сите бевме сведоци на настанот што се случи во Шпанија и Португалија. Тука ние за прв пат ги дефинираме складирање на електрична енергија или батерии. Ова за прв пат е новина во кај нас и тука се дефинира значи складирањето на електрична енергија. Не беа воопшто дефинирани, не постоеше тоа. Не постоеше тоа. Како што знаете, последните 3 години имаме раст на обновливите извори на енергија во Македонија и некако многу нагло се зголеми овој број без да се води за грижа за инфраструктура во мрежата. И ние тука сега ги внесуваме батериите. За да биде уште да сме заштитени, кажуваме дека секој што ќе сака да гради нов објект, например ако сака да изгради капацитет од 10 мегавати, минимум мора да има 20% и систем за складирање батерија. Што значи водиме грижа за нашата мрежа и минимум 20% да биде батерија. Тоа е, да кажеме, вака нешто што сите ќе разберат што значи тоа, односно се зачува енергетскиот систем. Понатаму има паметни броила, односно smart meters. Како што знаете, имаше проблеми со отчитувања. Во ЕУ е стандард еднаш годишно да се прави ова мерење. Ние ставивме еднаш квартално, што значи дека еднаш на 3 месеци ќе мора да се врши ова отчитување. И за согласно законот се предвидува во рок од 7 години
80% од потрошувачите да ги имаат овие смарт броила. Тоа значи дека се ќе биде далечински, нема потреба дали вие сте биле дома, не сте биле дома, недостапно место. Да. Има луѓе кои не живеат овде, кои се на одмор, значи има различни потешкоти како тоа да се очита. Значи тоа е дигитален електронски систем и ќе може да и граѓаните ќе може да си ја знаат, да си ја следат својата потрошувачка, да даваат повеќе информации, значи тоа е нешто што го има во ЕУ. Значи ќе биде транспарентно и ќе биде подобра прецизноста. За 10 години секако 100%, меѓутоа треба да се набават, значи ова исто треба и нов софтвер, значи ова е еден сериозен процес, затоа ја дадовме 7 години за овој цел процес. Трошокот паѓа на? Вака, трошокот ќе биде донесен со владата ќе донесе на кого ќе падне. Јас претпоставувам дека тоа ќе биде трошок на ЕВН на дистрибуцијата, со тоа што сакаме да ги заштитиме граѓаните. Ќе видиме на крај, меѓутоа можам да кажам со сигурност дека ќе се потрудиме тоа да биде на трошок на дистрибуцијата. И некако да не го спријават после трошоци при пресметка на цена на струја. Да, секако. Понатаму за прв пат воведуваме категорија на ранлив потрошувач. Добро. Како што знаеме, има енергетска сиромаштија. Има. И ние прв пат ги дефинираме во законот и тука предвидуваме финансиски мерки и нефинансиски мерки. Најпрво да почнам нефинансиски мерки. Например, еве во текот на зимата нема да може да ги исклучиме во кога е најпотребна електрична енергија, значи овие кои ќе ги детектираме дека се ранливи потрошувачи нема да може да бидат исклучени. Добро. А финансиски, значи тука ќе направиме програми со кои што ќе може да се помогне на тие ранливи потрошувачи. Иако се уште законот не е донесен, ние пред неколку месеци во Министерството формиравме работна група, значи тука има представници од ЕВН, Министерството за социјална политика и ние работиме на детектирање и правиме методологија со која што навистина ќе знаеме колку е бројката на овие потрошувачи во Македонија. Значи мапирање на тие. Да, има некои спекулации дека е околу 50.000, меѓутоа ние сакаме прецизно и екзактно да ја знаеме навистина оваа бројка. Во Министерството веќе имавме 2 програми за давање субвенции на овие ранливи потрошувачи, 1000 денари месечно за сметките за електрична енергија, меѓутоа сега со оваа нова методологија ние ќе утврдиме и ќе знаеме точно, значи со како што кажав со ЕВН и со Министерството за социјала и ќе работиме на мапирање, да знаеме точната бројка и да можеме да направиме некои програми. Тука сме и со координација со Министерството за социјална политика, они имаат нивна датабаза, ЕВН има нивна датабаза, така да сите кои ќе седнеме, ќе ги мапираме, ќе ги мечираме и ќе знаеме точно бројката. Исто така ќе има и е-мобилност, односно полначите за коли. Добро. До сега тоа не е дефинирано, ќе биде дефинирано, значи ќе се знае кои се правилата, каде да стои полнач, бидејќи ќе се купуваат повеќе коли. Би требало. Да, би требало. Во зависност од цената, али би требало, да. Да, би требало, еве, например, во европски градови има и некои бенефиции, не се плаќа паркинг, не се плаќа патарина, има различни бенефиции, значи тоа е за бидејќи тоа сепак е за подобрување на животната средина, така да и тоа е исто многу важно. МЕПСТО ќе биде под Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Ќе треба еден период да се ресертифицира. Номагас исто така? Да, Номагас е веќе во под Министерството. Да, веднаш влезе во Министерството, но тоа исто ќе биде дел од вашето Министерство. Да, тоа е веќе дел од нашето Министерство. Ставаме и, например, фирмите кои што тргуваат со електрична енергија, за кои што знаеме дека е оштетена државата, наместо 5.000 евра ставивме 100.000 евра да имаат, бидејќи сакаме некоја сигурност, односно дека само сакаме да се посериозни фирмите, да имаат некои финансиски средства кои што ќе бидат употребени во случај да не ја платат фактурата или слично. Значи тука има многу области за кои што може да се дискутира. Ќе има повеќе заштита секако за граѓаните, ќе можат во рок од 48 часа да сменат снабдувач. Има и Добро, тоа е битно. Да, има и казни се предвидени, значи тука има и секако ако не се почитуваат правилата, имаме казни. Секако бидејќи обемен законот, ќе имаме и многу подзаконски акти
кои што допрва ќе се донесуваат, секако со енергетската заедница, што значи дека има доста сериозни тука и за полнење на боците, за газ има некои специфични работи, има повеќе од секако има повеќе од доволно. Да, има за повеќе од читање да. И за секој што го интересирам. Мене тоа што ме интересира, верувам и гледачите, граѓански енергетски заедници. Да, има и граѓански енергетски заедници, на Тоа пример. што го немаше до сега, сега го има. Еве, објаснете им на граѓаните на гледачите се извинувам, што значи граѓанска енергетска заедница. Значи тоа постои веќе во Европската унија, најмногу го има во Германија, во Холандија го има, исто и во Франција. Тоа значи дека тоа ќе биде правно лице, една стамбена зграда, може повеќе граѓани да се здружат и да заедно, на пример, да произведуваат електрична енергија, што значи дека може сами да ги оптимизираат трошоците за електрична енергија. Значи повеќе да купат соларни панели, да стават на кровот, да се врати, да се види инвестицијата за колку време може да се врати, може да ја продаваат електричната енергија, со тоа што ние работиме и на закон за обновливи извори. Овие исто така ќе бидат регулирани таму, меѓутоа со овој закон веќе граѓанските заедници може да проработат. Ние во Министерството ќе направиме и обука и ќе ставиме на веб страната, значи секогаш ако има некои прашања, ние сме таму, може да не прашаат, и во јавните медиуми, на социјалните мрежи ќе објасниме детално како тоа функционира во Германија, во Европската унија, ќе имаме и можеби некоја промотивно видео. Така би функционирало и кај нас. Да. Принцип ќе биде, значи, така што принципот е ист, тоа е се од Европа. Значи, најдобрите практики ги имплементираме, нема што да измислуваме топла вода. Тоа што функционира би требало и кај нас да функционира. Значи, пластично кажано, е една голема зграда, како што има сега во Скопје, на пример, и во повеќето градови во Македонија, има простор на покривот, местат соларни панели, со нив можат сигурно да покријат струјата што се троши за осветлување за лифт, минимум, сигурно го покриват. Сега ќе имаат ли они дозвола да складираат батериски системи да постават? Да, ќе имаат дозвола. Да, бидејќи се стамбени згради не се многу големи, да, ќе имаат. Со тоа што ќе се изберат секако има повеќе типови, како што зборуваме с технологијата напредува, дали ќе биде 2 сати, дали 4, со тоа што ќе треба и некој тоа да го прати, ние ќе видиме некоја обука, дали е тоа онлайн, дали кај нас, да чисто за оптимизација на таа електрична енергија. Секој сега веќе има, ако не по старите, по младите внуците ќе може да работат со телефоните и се ќе биде на апликација на телефон секако. И они ќе може да станат и произведувачи на струја. Да, секако. Ако некаде да искористат во своите домови, може да стават во мрежата и да наплатат. Сега, тука е едно како пречка во моментов, батериските системи не се воопшто ефтини. Па видете и мобилните телефони кои дојдоа беа многу скапи со тек на време, значи како што еве и соларните панели беа многу скапи, меѓутоа еве сега цените се драстично намалени, меѓутоа сега ќе видите дека тоа е инвестиција, значи ќе се направи една анализа, секој сака да знае колку е повратот на таа инвестиција. Оптимално да кажеме 5-7 години, мислам дека тоа е нешто реално и онака ќе ги плаќате сметките. Да. Секако дека мора да ги плаќам. Така да, јас мислам дека ова е само бенефит. Бројките велат дека досега има слаб одзив за соларни панели, за фотоволтаици кај домаќинствата и фирмите. Сега, што е причината? Што вели вашата анализа во Министерството? Зошто дали не добиваат приклучоци, дали е скапо, зошто нема субвенции, например, еве, за домаќинствата или за овие граѓански енергетски заедници, субвенции од државата, например. Субвенции има во околината, даваат. Значи, бидејќи ова е новост, значи ние сега ќе го дискутираме. Знаете дека буџетот се планира година дена напред. Ние ова ќе го имаме предвид секако за следната година за буџетот, ќе видиме, ќе направиме една компаративна анализа. Сега имавме состанок, представници беа во Србија, таму имаат и сектор за енергетска ефикасност, има ЕСКО модели, бевме и во Косово беа тие што се кај нас вработени и сите добри практики ќе ги имплементираме, бидејќи тоа се проекти на Светска банка, ги има во регионот, сакаме да ги применуваме и кај нас. Со тоа што ќе ги ставиме во план се, значи во буџетот за следната година, ќе бидат. Бидејќи фирмите, има голема заинтересираност кај фирмите, што значи дека тие што имаат фирми, а тие со истите луѓе се сопственици на фирми, секако кога ќе го видат бенефитот, ќе сакаат и да ги стават дома на своите куќи. Да, има и сега, но ви велам, некако има послаб одзив. Затоа ве прашувам каде, дали сте направени анализа каде? Мене, додека се подготвував за емисијата, ми кажа дека главно причината лежи во тоа што вика не може да добиеме приклучоци.
Точно, и има ограничувања кои ова е со законот за обновливи извори, значи до 6 киловати, ние секако тоа дека ќе го зголемиме. Имавме многу поплаки и ни кажува дека таа бројка е мала. Ние сакаме да излеземе во пресред на граѓаните секако. Ќе видиме да се зголеми. Добро. И значи дека тоа што ќе има вишок да може да го продаваат по некои комерцијални услови. Ќе имаме обука, работилници, се надевам дека ќе секако кога се работи за енергија, малце на почеток сите ја гледаат некако со некоја доза на несигурност, меѓутоа од позитивните примери мислам дека ќе имаме напредок. Да, затоа што тоа што следува, како што рековте. Мобилните беа скапи, сега се поевтини. Да, и цената се намалува. Секако. Цената на панелите се намалува, сега батериите, како што кажавте, се скапи. Се скапи, меѓутоа и тие се намалуваат. Има веќе на пазарот, има некои на пример во Грција, има тендер за 1000 мегавати. И почетните има во 5 лота, почетните цени беа многу поскапи, еве веќе доаѓаме на на помали и помали цени, што значи дека 1000 мегавати е сериозна бројка. Повеќе од сериозна бројка. Таа е многу сериозна бројка и кога има поголема количина и цената исто може да се преговара и ќе падне секако, значи тоа е неминовно. Според новиот закон, МЕПСО оди под Министерството, зашто МЕПСО а не е ЕСМ во пакет? Тука се работи за европска регулатива unbundling, што значи дека производството и дистрибуцијата не може да се ист собственик. Мора да се одвоени. На времето кога беше ЕСМ, нели имаше евана дистрибуција, МЕПСО и ЕСМ. Производството е акционерско друштво и е под владата, значи владата е одговорна за работата, за назначувањето на надзорниот и управниот одбор, да, значи тоа е владата. МЕПСО сега ќе биде под Министерството. Под вас. Да, МЕПСО ќе биде под нас, односно под Министерството. Тоа што кога би имало нешто во владата за ЕСМ, ќе видиме, јас можеби треба да се изземам, бидејќи тоа сепак јас сум и на МЕПСО, како Министерство за енергетика, тоа ќе видиме. Зошто МЕПСО, а не ЕСМ? Можеше да се смени тоа со закон, а ако е на владата, еве сега ќе биде под енергетика. Не сме размислувале на таа тема, не знам, едноставно, бидејќи не е баш логично да припадне МЕПСО под транспорт. Тоа немаше никаква логика. Значи, беше транспорт и врски, значи, да кажам, немаше некоја логика. Пологично е оваа. Добро. Сосема легитимно прашање беше, ако би бирале, зошто МЕПСО, а не зошто ЕСМ, а не МЕПСО и обратно. Има ли нешто во законот, во новиот закон, со кое што ќе се зголеми транспарентноста? Зошто? На регулаторните тела, на пазарните актери, зошто ве прашувам? Затоа што, од кога е поставено новото раководство, се извинувам, ЕСМ, брифинг, со новинари нема, пресконференција раководството нема, еднаш се појави со вас на настан директорот на ЕСМ и тоа е тоа. МЕПСО брифинг нема, пресконференција нема, еднаш исто се појави на настан со вас. Номагаз исто. Сега зборуваме за сектор енергетика. Зборуваме за сектор за кој што не само вие што велите. Јасно е дека е дел од иднината на тоа што следува. И ние имаме 3 клучни институции кои што немале ниту пресконференција, ниту брифинг со новинари. Јавноста не знае што се случува таму, освен чекајќи го годишниот извештај, па снајди се во бројките, снајди се во извештаите, ако се точно напишани, затоа што еве гледајќи го извештајот, најдовме и грешка во овој од ЕСМ. Како ќе се смени тоа? Ние во Министерството, на моја иницијатива, значи ние секој месец јас водам координативен состанок. Тука се и од МЕМО, тука се од МЕПСО, од ЕСМ, тука се и од тука се и од Номагаз, што значи дека тука доаѓаат и ние имаме редовно координација и разговараме за сите актуелни теми. Јас мислам дека МЕПСО директорот имаше во влада еден настан во влада што беше. Да, имаше во влада, кај мене беше директорот на ЕСМ, тогаш го прашувавте. Сметате дека е тоа доволно? Не, сметам дека секој треба да контактира и да известува јавноста барем еднаш месечно за
еве на пример Номагас, кај нас во Министерството сега се потпиша многу важен договор. Да, за интерконекторот, точно. Мислам дека одговори на директорот на прашања, меѓутоа да, во право сте, да, се случил настан, морал да се појави, да не бил настанот, немаше да се појави. Така? Да не било потпишувањето на договорот, немаше да го видиме директорот. Добро, на следниот координативен состанок ќе ја пренесам оваа порака. Да, во право сте, транспарентноста е број 1 и ќе кажам дека би требало да има брифинг со новинарите, секако, значи и Номагас и Мемо. Еве, вие држите брифинг со новинари? Да, јас сакам. Ако не месечно, барем квартално. Да, јас сметам дека мора, бидејќи енергетика е сериозен двигател, дека има тука сериозни работи за кои што треба да ви информирам и ќе пренесам на колегите да ова и они го направат. Знаете зашто? Затоа што прашањата кои што треба да ги адресираме до нив, ги адресираме до вас. Точно, се сложувам и да. А никогаш не можете да ги имате сите одговори. Се сложувам, да, јас не можам, бидејќи Министерството, значи не е само за енергетика, имаме минерални суровини, имаме рударство, под нас има и Биро за метрологија, има геолошки завод, што значи дека навистина е премногу комплексно. Ние не сме се уште доекипирани за да имаме по систематизацијата некои 250 вработени, ние сме многу далеко, не сме ни до пола од таа бројка, значи не сме ни година дена. Сите што ги кажавте институции имаат сериозен број на вработени и јас ќе разговарам да има некое, бидејќи таму има многу инвестиции, планови, што би требало да ве брифираат. Ова ќе го пренесам. Да, точно. Да. И да ги следиме. И сега не знам дали имаат на нивните веб страници, мислам дека има нешто, дека се транспарентни. Да, ќе најдеме тоа што е на веб страната, но сепак останува нејасност. Да имате да, секако мора да се допрецизира. Се сложува. Со новиот закон за енергетика, секој објект со капацитет над 1 мегават, одобрението ќе го добива од влада. Претходно до 10 мегавати надлежни беа општините. Зошто се смени? Значи вака, бидејќи има голем број на општини. Добро. И сега немаше, значи пред да постои Министерството, ЕВН даваше дозволи за нивната дистрибутивна мрежа, општините дава, МЕПСО даваше и затоа ние дојдовме во една ситуација каде што во МЕПСО има барања за 9500, да повторам, 9500 мегавати прелиминарни одобренија за приклучок. Илустративно да ви кажам дека веќе со 2000 мегавати нашата мрежа е сериозно оптеретена. Ова мораме ние да доведеме некој ред и затоа се што ќе биде над 1 мегават сакаме ние да имаме контрола. Токму затоа со овој закон сите заинтересирани инвеститори до ноември ќе треба да ни дадат нас барања, да ни кажат предлог, ние сакаме да градиме тоа и тоа и ние да ги видиме сите проекти и ние ќе направиме план што следната година ќе се гради во оваа држава, што значи мора да имаме нека координација да знаеме кој што прави. Бидејќи сега еве конкретно во Штип има толку многу приклучоци, таму кој да сака да гради не може во постојната мрежа да се приклучи. Не сакаме да се доведеме во ситуација да нешто е, да кажам, 100%, а на некој друго место да има, да кажеме, неискористено. Што значи ние сакаме да имаме преглед и јас ќе се залагам, сакам МЕПСО исто онлайн, значи вие како инвеститор да може да стиснете на трафостаница и да знаете точно состојбата во тој ден. Колку има капацитет, кој таму, која фирма е, да биде, например, во Франција така. Може да одберете мрежата и вие ќе видите онлайн од дома, значи не мора да идете никаде, да прашувате, да праќате барања, може да знаете се од дома. Тоа и го регулиравте со законот за балансирање на мрежата за да се спушти ризикот од евентуален испад, дека мора да се најавува однапред. Значи, ние правиме се да имаме стабилно снабдување. Особено после ова Шпанија, да, тоа е многу битно. Како стигнавме онда до 9500? За тоа ги тргнавме од општините, пошто давале од ракав само да ги земат парите? Јас само ја гледам финалната бројка. Што се случувало пред тоа? Јас така можам да заклучам, ако давале... Тоа е ваш заклучок, јас бројката ја гледам 9500 и сега треба да видиме, значи таму има немаат ниту купено земјиште, ниту договор за закуп, а има договор за приклучок. Зошто и како? Затоа што се плаќа. Тоа, добро, тоа јас
не навлегувам, меѓутоа ние сега, колку барања со оглед дека сега барањата стигаат ќе треба да стигаат до влада и го сменивте ова. За барањата одлучувате вие, колку барања стигнаа до вас? Сега немаме стигнато барање. Сега не. Значи кога ќе биде законот, значи сега треба претседателката да го потпише. Да, сега идат значи различно. Општина ако е на дистрибутивно до 10 ЕВН, па иде во МЕПСО, сега ќе има комисија во министерството, каде што има критериуми назначени кои се треба да членови ќе се даваат овластувања и ние сакаме само да имаме еден ред и да знаеме што се случува со нашата енергетска мрежа. Сега стигаме до комисијата. Таа е комисијата која ќе ги одобрува проектите, кој ќе членува во таа комисија и знаете за реакциите на невладиниот сектор со амандманот што го поднесе вашиот сопартиец Бојан Стојановски, господин Стојановски, дека лица од енергетски монополи ќе може да членуваат во такви комисии. Сега зборувате вие за регулаторна. И за регулаторна зборувам, не, за тоа за и зборувам за комисијата ваша, бидејќи тука се две комисии, различни но две, кој ќе членува во вашата комисија и кој е ставот за тоа дека во регулаторната може да си дојдат луѓе од големите фирми кои што држат монопол во овој сектор. Значи две различни прашања. Амандманот се однесува на регулаторната комисија. Вака, пратеникот што го поднесе го објасни тоа и на вашата колешка. Кој држи монопол? Значи монопол како монопол не постои. Значи има отворен либерализиран пазарот. Тука има луѓе монополи, да, погрешно ја кажав, не се монополи, туку големи фирми, да кажам. Лидери во енергетскиот сектор. Добро, значи ако некој работел во некоја енергетска компанија, тоа значи дека имал некое искуство, дека се стекнал со искуство. Тука има секако критериуми, значи образованието, тука има и наведено, значи не може со филолошки да дојде да биде член. Сепак има критериуми. Критериумите се тие, значи ние не направивме ништо што ќе го уназади квалитетот, значи напротив, ако некој работел во некоја енергетска фирма, јас претпоставувам дека работел стручно, дека ќе има некој искуство и тука има секако критериуми, ќе се пријават, не се пријавува само еден, значи ќе се изврши избор, владата ќе изврши избор, не е дека сега тој што работел во некоја енергетска автоматски ќе оди. Значи тука секако има, тие се само 7 членови на регулаторна и тоа се, значи не се менуваат нон-стоп, тоа е процес. И не може сега, ако некој бил во член, дека автоматски ќе дојде. Значи мора да има критериуми сепак. А вашата комисија колку членови ќе има? Кој ќе членува? Членовите, таа комисија за овластување има 7 члена. Добро. И тука се наведени, значи ќе има два треба да се од Министерството за енергетика. Добро. Ќе има од Министерството за животна, ќе има од Министерството за транспорт, од МЕПСО. И тука се бара исто, секако се бара квалификација и соодветно образование. Со тоа што може и да се сменат членовите, значи не значи дека ако членот е номиниран, ќе седи 4 или 5 години. Доживотно, за тоа ќе одлучувате и вие, затоа што вие ги именувате членовите во таа комисија. Министерот има дискреционо право, секако, ако ништо не вори, да го смени членот. Со ова направивме краток сублимат на новиот закон за енергетика, кој што очекувањата се дека ќе воведе барем малце ред и граѓаните ќе може да имаат бенефит. Сега одиме на првиот блок реклами и потоа се враќаме да зборуваме малце за стратегијата на државата во енергетиката. Министерка Божиновска, која е енергетската стратегија на Македонија? Јас немам јасна слика за тоа каде, која е насоката што ќе ја фати Македонија, бидејќи во исто време се инвестира во ветерен парк, се инвестира во обновливи извори и се отвара нов рудник. Тоа се три различни. На каде одиме? Што ќе биде фокусот на вашето министерување, на вашиот план, на вашата програма, на вашата визија за понатака во енергетиката, барем во текот на вашиот мандат? Кој ќе биде фокусот, кој енергенски го има примат? Значи вака, енергетиката е нешто што не се планира од денес за утре. Година дена е како недела дена, што значи дека секое планирање треба долгорочно, 5 до 10 години од денес натаму да видиме каде сакаме да бидеме. Добро. Кога дојдовме, значи ни требаше време да се консолидираме, односно да видиме каква ни е енергетската состојба.
Ние сме подписници, односно на Just Transition. Тоа сме го подпишале на COP28, што значи дека ние правиме енергетска транзиција. Таа транзиција, значи според некои проценки, е сериозна бројка. Над 500 милиони евра, што за нашата држава е сериозна бројка. И сега, таа зелена транзиција и обновливи извори, што значи? Ние, точно РЕК е од 84 година, мора сите да се согласиме дека и ние да сакаме, не може со него да рачунаме на следните 20 години. Значи тоа е последните 2 месеци. Значи неминовно е дека ние мора да најдеме алтернатива. Меѓутоа, соларните и ветропарковите произведуваат, да кажеме, од соларните сонце има од април до октомври, ветерот не идува константно, значи ние сакаме праведна, јас секогаш викам праведна транзиција, односно за бейзлоуд енергијата, значи банд од 0 до 24 часот, треба да се замени таа енергија. Што значи дека ова е се во ред, дека сакаме обновливи, меѓутоа треба да најдеме алтернатива на оваа базна енергија. Базната енергија може да се замени со хидропотенцијал, меѓутоа за хидропотенцијал да се изгради, тоа е сепак еден долг временски период. Исто така, знаеме каков е воздухот, не само во Скопје, во другите градови, ние размислуваме за изградба на когенеративни централи, тоа што значи дека сакаме и газ и секако тука има и топлинска енергија. Кога дојдов, многу ме растежи фактот што после месец дена дојде од Европска инвестициона банка и ми кажа дека тендерот што траеше 9 месеци за газ конекторот е поништен. После 9 месеци, ние најбрзо што можевме со Номагаз, со преговори со ЕБРД, со Европската инвестициона банка, направивме нов тендер и добивме 12 милиони евра поевтина цена, што значи дека 12 милиони евра Македонија ќе има повеќе на располагање што може да ги инвестира во други проекти. Го подпишавме сега, значи се заврши во овие 10 месеци, успеавме и да го распишеме тендерот, се заврши. Многу сум среќна што македонска компанија го доби тендерот, имаше 5 пријавени фирми. Македонска компанија ќе го прави тој тендер, рокот е 22 месеци. И тој тендер е исто така, значи освен газ може и водород. Значи еве веќе цевките мора да се hydrogen ready, што значи дека веќе размислуваме на што понатаму, еден чекор понатаму. Со Република Србија минатата година подпишав меморандум за соработка. Добро. Сега, ние имаме само една конекција со Бугарија моментално. Јас бев на состанок со азербејџанскиот министер за енергетика. Они се расположени да подпишат и со нас договор, меѓутоа треба да имаме и алтернатива, значи преку Грција. 22 месеци за некои енергетски проекти не е долг период, значи помалку од 2 години ние ќе имаме газ конектор со Република Грција. Со Република Србија ни се потребни само 25 километри да се изградат. Немојте само кај нас и за 2 километри се проблем некогаш. Добро, во ред. Само 25. Да, не звучи многу, извинете се, вака штупа, но некогаш и 2-3 километра беа проблем. Добро, времето ќе покаже, ќе разговараме за година-две и ќе видиме кој бил во право, дали е само 2 или 20. Не велам дека не сте во право, само велам дека во ред, значи ние сега збориме и за Македонија, Србија, со тоа веќе преку Македонија ќе биде поставена на енергетската мапа, ќе може во централна и источна Европа да стигнува газ и преку нас. Што значи ние сакаме обновливи, меѓутоа мора овој период да го искористиме за базната енергија што ќе ја замени енергијата од РЕК. Вака само со обновливи ние не може ништо да направиме. Точно, не може да се прави. Мора да има некоја турбина 24 часа што ќе врти. Сега, велите когенеративни, гасификација, процесот ќе трае и да се изградат когенеративните, и тоа секако бара време 2, 3, 4, 5 години во зависност. Казанџик што направија? Значи, ние имавме разговори, они се заинтересирани, сепак тоа е околу милиарда, значи и они мора да направат додатни испитувања, закони се, пред го дефинираме меморандумот за соработка. Каде сака да градат?
Скопје секако е како позиција. Добро. Ке имаме и уште неколку состаноци за да се дефинираат, меѓутоа еве започнати се преговори, има интерес од нивна страна, има интерес од наша страна, милиарда не е малку за инвестиција. Бараат државна помош? Дали побарале до сега? Не, значи ние разговаравме за некои потенцијални сценарија. Сега Добро. за сега, они кажа дека они имаат изградено многу проекти во Турција и во светот и дека сега за сега не дошле конкретно да побараат државна помош. Ке има понатаму разговори, ќе видиме. Меѓутоа, мојот став за претходните стратешки проекти кои ги наследив беше најмногу за PPA, односно за долгорочниот закуп, и јас не се согласувам само една фирма да добие таква бенефиција, односно државата само на една фирма 15 години да исплаќа некоја цена. Тоа сакам да биде за сите. Интерконекторот е сериозно битна работа. Во неколку наврати кажавте дека плаќаме 300.000 евра месечно за закуп на капацитети. Имаме ли можност ние да продаваме газ? Вака, кога претходното раководство на ЕСМ планирало да сме ние дел од Александрополи, значи таму имало неколку работи кои требало да се случат и да се закупи капацитет за газ, бидејќи вие не може да купите бензин за колата ако немате кола. Имено. Што значи дека кога ние работите и чекорите кои сме требале да ги направиме за да станеме, да имаме дел од Александрополи, не се исполниле. Значи ние немаме ништо. Единствено што имаме е закупен капацитет за газ. Еве имам со мене и фактура. Значи фактурата е за месец март 255.000 евра за Газтрейд и овој договор е на 15 години. Да, знам, затоа ми е... Значи, ние плаќаме нешто, меѓутоа моментално тоа не може да го користиме. Од ЕСМ работат и ги испитуваат можностите, дали секако... Значи не може да продаваме газ? Не. Значи... Да ги извадиме парите некако назад, не може, бидејќи... Сега за сега не, и од ЕСМ ги разгледуваат можностите, што може да се направи, бидејќи 15 години е сериозен период. Кога ќе почне да функционира, имате информација? Александрополис? Александрополи функционира, го пуштија, меѓутоа од 28 јануар дадоа известување дека нема да функционира. Сега најпоследните информации се дека пак ќе профункционира во август 2025 и иако не функционира, ние пак плаќаме фактури. Тоа е добро, затоа ми беше целот, затоа што функционира, не функционира, плаќаме, имаме капацитет, немаме капацитет. Значи, единствено нешто е што фактурите еве ги. Фактурата стигнува од октомври минатата година, редовно имаме 1,5 милиони евра исплатено до сега. Значи додека не почне да функционира, ние 300.000 плаќаме во ветар. И да функционира, ние не може да користиме, бидејќи немаме спојување од Грција, Македонија. Но тогаш ќе може бар да продаваме. Се надевам. Значи, раководството на ЕСМ ги разгледува, го гледа договорот, гледа бидејќи таму се повеќе... Ето добра можност за пресконференција, најдовме решение на договорот. Да, добро, еве, се надевам. Или на брифингот, што ќе биде, еве, имате спремно прашање. За со Србија не информиравте, далноводот кон Албанија. Исто така голем, клучен проект. Добра работа ако успеете да го завршите во вашиот мандат. Што ќе биде бенефитот за Македонија и за регионот? Да, јас се сретнав со министерката од Албанија, таа е подпредседател на владата во Република Албанија. И ние дискутиравме, она ми кажа, Сања, ние до крај на годината ќе го завршиме нашиот дел. До каде сте вие? И мене ми беше многу незгодно, значи кога се сретнавме, да кажам дека до нигде. Што значи дека до нигде. Знаате, вие пред да ве прашат до каде? Од 2015 година се започнати првите преговори за газ, за конекцијата со Албанија. Што значи? Ние имаме со сите соседи, сме поврзани, само со Албанија не сме. И тука директорот на МЕПСО одлично работеше, јас работи одлично работата и конечно, значи имаме сега објавивме тендер во соработка. Тој тендер. Бидејќи нема 7 години не го раскина СДСМ, само вие дојдовте го раскинавте, фала Богу. Па, мислам дека треба да се сработи нешто, односно ако некој не работел, да видиме зошто не. До уште еден месец има за поднесување на понудите. Ќе видиме тука, значи ЕБРД се тие што ги гледаат работите, бидејќи нешто има испорачано.
Јас мислам дека исто ќе биде нешто Велите, како зборевте со вашата колешка, да не ви спомна случајно дека ќе бараат пенали да се плаќаат, бидејќи они вложија, го изградија нивниот дел, пари врзале, сигурно десетици милиони евра, и дали имаме пенали ради ова и ко не бара да? Не. Значи, Немаме? колку што сум запознаена, не, ќе проверам уште еднаш, не, немаме Добро. пенали. Она само кажа, ве молиме да направите ретендеринг, значи тоа беше првата молба, да почнете, со тоа што еве, значи ќе имаме и средба, мислам, годинава, ќе видиме они докаде се и ние секако дека ќе избереме фирма и ќе почнеме да работиме, значи исто како со газ конекторот, значи кога го потпишувавме договорот, кажав од утре се очекувам дека ќе почнете со работа на фирмата, а тоа ќе важи исто и за Македонија, Албанија. Што значи тоа за Македонија? Тоа значи дека електрична енергија што е произведена во Македонија може да оди во Албанија, бидејќи Албанија има подводен кабел со Италија, значи можеме од Македонија да стигнеме да продаваме и на берзите во Италија. Што значи дека ќе има поголема можност за пласирање на електричната енергија. Само уште да имаме со што да ја направиме. Ќе имаме, зашто да не? Добро. Зошто да не, ќе стигнеме и до тоа. Велите, едно од решенијата секако и хидропотенцијалот, затоа што тој е стабилен, 24/7 може да работи. Еден од проектите кои што се постари од нас е Чебрен, Галиште. Рековте, формиравте комисија, требаше да ви дадат извештај во јануари, а премиерот беше во посета во Обединетите Арапски Емирати, таму го понуди, додека партијата беше во опозиција, прес конференциите беа на тема дека тоа треба да биде наше, не смее странец да го земе. Сега, кажете ми, што ќе правиме? Ние ќе го градиме, ќе земеме кредит за да го изградиме, нема да земеме кредит, ќе учествуваме со земја, што ви кажа експертите, групата што ја формиравте, што договорил евентуално или дали стигнале понуди од странство, дајте ми малце повеќе за тој проект, пошто тој проект е можеби исто иднина за Македонија како и фотоволтаиците. Точно, тој е од стратешко значење, значи тој е круцијален проект и може да ви кажам дека има една огромна просторија во ЕСМ со проекти. Првиот проект е од 1962 година. Постари од нас. Значи таму има навистина многу проекти, има 14 неуспешни тендери и ние сакаме навистина да направиме нешто, да не биде дека ќе имаме уште еден пропаднат тендер, бидејќи и ако сте инвеститор, ако сакате да се пријавите и ќе се запрашате зошто 14 пати ништо не се случило. Точно. Ние формиравме група, значи кај нас дојдоа сите што се живи, што работеле на изградба на нашите енергетски објекти, значи секаков тип на инженери, и имаше, значи, долги дебати, долги размислувања. Секако заклучокот е дека треба да биде наш. Тоа е заклучокот на експертите. Имаше разговор браната дали да биде 192 метри, што како технички, таму има и две цркви, значи тоа е еден сложен, треба и студија за живот на... Значи тоа е сложено... Сериозна процедура, е јасно и сериозни... Секако изградбата ќе трае 7-8 години, не е нешто што ќе се заврши од денес за утре, од денес за утре. Најважно што е, значи тоа не е само за добивање на електрична енергија. Тука ќе има и наводнување на цел тој регион. Исто така може да се користи и за туризам. Значи нема да биде, значи ќе има повеќе наменски за граѓаните, значи ќе имаат повеќе бенефиции. Бидејќи тоа ќе изнесува, ќе чини минимум милиарда евра. Ние буџетот го начекавме во катастрофална состојба и милиарда евра за нашиот буџет е сериозна ставка. Што значи дека ние сега ќе видиме каков точно проект, значи ќе знаеме, мислам дека за месец дена ќе знаеме точно од експерти што точно сакаме. Значи дали ќе биде тоа Чебрен и Галиште, брана што има две цркви, животна средина, значи се точно ќе знаеме, ќе видиме колку тоа би изнесувало, бидејќи има во ЕСМ, има од французите, од француската компанија, од EDF, има направено проект. И тој проект, да кажам дека е солиден,
што го правеле пред неколку години. Добро. Треба да се ажурира и хидрологијата. Како што знаете со климатските промени, значи тоа што е направено пред 10 години, сега не се истите бројки. Се зборуваше порано за многу мегавати, сега е негде околу 300-330 мегавати, значи сето тоа ќе мора да се ажурира, да видиме колку тоа ќе изнесува, значи таа бројка да ја видиме и понатаму ќе одлучиме. Да, премиерот беше во Обединетите арапски И се зборувало и за Чебрен. Да, секако дека енергетиката е, да, точно, за Чебрен се зборувало. Има и други држави кои се заинтересирани, кои што покажале интерес за Чебрен. Вие што сметате, треба да им го дадеме на странци или треба ние да си се задолжиме и да си го изградиме, затоа што од тоа сигурно ќе има повратна средства. Јас лично сметам дека треба да е наш македонски објект. Бидејќи еве сега нели најави премиерот баш пред да почне емисијата нов инвестициски циклус 5 милиарди. 6? Да. Па ете, да, една од тие 6. Да, точно, јас тоа го кажав. Ако може да има и некои средства, да, и тоа е опција. Секако, значи, тоа ќе биде инфраструктура и енергетика, се надевам. Значи, уште не сме денес тоа, нели се соопшти, Да. треба G2G да го усвоиме на влада, значи треба да се види документот. Јас сум сигурна дека енергетика е сериозна работа. Тука збориме и за GDP на нашата, за бруто домашниот производ на нашата држава и секако дека овој проект е многу важен и би било добро да е наш. Знаете зашто ве прашувам? Велите 1 милиарда е многу пари. Се согласувам. Многу пари, особено кои ги немаш. Значи, може да е повеќе. Може Зборуваме да е дека повеќе, минимум добро, ќе биде, да. во ред. Значи, може да Нека е биде милиарда и 300 милиони. минимум Да. милиарда, во ред. Според годишниот извештај за ЕСМ, ние лани сме платиле 100 милиони евра, тоест не 98,9 милиони евра за купување на струја, бидејќи ЕСМ не можела да испорача. Тоа е 10% од проектот. Се сложувам и јас како вас истото го кажав. Знаете, Да. затоа што се менуваат раководства, се менуваат владеачки гарнитури, а овде бројките остануваат исти и тендерите паѓаат. Ради тоа ве прашав, а тоа би било едно од работите што може да не спаси. Одлично, меѓутоа за сето тоа е потребно 8 до 10 години. Што во тие 8 до 10 години? Значи, тоа ми ако беше сме го имале следното Чебрен прашање. утре, Тоа ми беше следното прашање. Велите, пари се битни, го имаме планот за раст, 750 милиони ни зависат. 745, 145 милиони се за вас, за секторот енергетика. За секторот. Но таму ние се обврзавме дека нема да отвориме рудник. Туку ќе затвориме, напротив. Ама некако еве го отварате живојно, не мислите дека може да го искомпрометирате со отварањето, да се ставиме во проблем да се стопира исплатата на тие пари, бидејќи и која е рентабилноста на живојно? Вака, ние кога дојдовме, во ЕСМ имаше подпишан договор со ЕБРД, значи со Европската банка за развој, 100 милиони евра ЕСМ зело и таму е подпишано дека ќе се затвори во 2030 година. Значи тие 100 милиони евра се земени, потрошени се за увоз на електрична енергија, обврските остануваат. Значи ние кога дојдовме, тој договор постоеше и секако не може да кажеме ова нас не интересира. Ќе се затвори до 2030 реквител? Значи вака, моментално гледате дека и во Германија се менуваат политиките. Се менува во Америка. Добро. Нуклеарната енергија која не беше во ред сега е зелена. Еве Чешка прави тендер за нова нуклеарка, Унгарија исто има нова нуклеарка, Полска се уште работи со исто слични капацитети на РЕК, што значи дека и тука има некои поместувања и да бидеме реални. До 2030 мислам дека е многу нереално да очекуваме дека ние ќе го затвориме РЕК Битола. Значи тоа е нереално. Со тоа што ние даваме многу пари за увоз на јаглен. Значи факт е дека ние имаме увоз на јаглен, увезуваме, така. Да. Нашиот, сега моментално што взимаме домашниот, е брод Гнеотино. Ова е само продолжување, значи живојно е одма до брод Гнеотино. Не е дека сега ние одиме и отвараме нешто ново. Јасно, добро, и само за го откривате живојно едно до друго. Е нешто што постои, не е нешто сега ново и дека ние ќе отвараме нешто ново.
Вака, извинете се што ќе ве прекинам. Од 1 јануари 2026 дали тоа се уште е на сила? Мислам дека не е сменето. Нашите компании кои што ќе извезуваат производи во Европска унија, ако производите не се направени од зелена енергија, ќе треба да плаќаат дополнително. Што правиме со тоа? Вака. А бидејќи струјата ќе им стигне најверојатно од рек Битола и од ќумурот, јагленот се извинувам, производите нема да им бидат конкурентни, поскапи, фирмите пак ќе губат. Што правиме тогаш? Кога станав министер, по 2 недели имавме прв министерски состанок, значи тоа е од енергетска заедница во Босна и Херцеговина. Тогаш председателот не запозна господинот Лорковски за обврските за СИБАМ, за јаглероден оттисок и дека ќе почнат од 1.1.2006. Што значи тоа? Тоа значи дека се што е произведено, тоа се 5 категории, каде што ако електрична енергија е еден од тие 5, значи има алуминиум и останатите. Електрична енергија, ако е употребена, ако таа електрична енергија доаѓа од, како што кажавте вие, јагленот, вие треба да платите такса. Сега, што се случува? Односно компанијата. Компанијата, секако. Што извезува. Што се случува? Веќе сме 1 година скоро по тој настан, во Европа се збори за одложување на ова, значи не е 100% сигурно, меѓутоа се е поголема веројатноста дека ќе се одложи за година или за 2. Не е некој голем период. Не, меѓутоа има и исклучок. Што значи исклучок? Исклучок значи за нас треба нашата берза, македонската берза, значи тоа е спојување на пазари, market coupling. Ако нашата берза се спои со една берза од Европската унија, тогаш за нас ќе важи исклучокот. Значи што значи тоа реално? Нашиот мемо, ако направи market coupling и ние веќе работиме на спојување со Грција. Да. Најдовме дупка за тоа. Не, значи тоа не е дупка, тоа е реалност и изборуваме. Сега, тука има, значи ова е сериозно, значи се споја со Унгарија, се спои, значи има многу вакви случаи во Европа. Што значи тоа за нас? Мемо, најпрво требаше да се донесе законот за енергетика, и тоа е многу важно, и после овој закон мемо ќе биде НЕМО, односно национален маркет оператор. Тоа е чекор број 1 што треба да се случи. Требаат негде околу 18 месеци од која ќе стане НЕМО да се поврзат пазарите, односно ние да имаме маркет капелинг со Грција. Јас разговарав и со грчкиот министер за енергетика, сега имаат нов, се видов со заменикот и ние имаме одлична соработка што се однесува до енергетика и они знаат дека ова нас не е приоритет и ние работиме на поврзување на пазарите. Значи има реални шанси дека ќе успееме да го заобиколиме тоа, фирмите ќе преживеат. Друго што е многу важно, уште минатата година јас на влада донесов, тоа се вика гаранции за потекло, GO, во Европската унија. Тоа значи, Guarantees of Origin, тоа значи, ако вие имате сончева фотоцентрала и вие произведувате електрична енергија. Сега, нашата берза, МЕМО, ќе ви издаде сертификат. Да, тие се битни. И сега ќе биде, мислам дека сега наскоро ќе биде издаден, ќе почне со издавање на сертификати. Тоа значеше дека МЕМО мораше да биде придружна членка на Европската АИБ. Извинете, сега ќе морам тука да ве прекинам, бидејќи ни истекува времето. Пред да ги викнам рекламите, мора да ве прашам, ТЕЦ Осломе кој ќе го затворите? Нема јаглен више таму. Немаме во план да затвориме ништо. Добро. Моментално. Како ќе работи? Нема јаглен. Еве ви кажувам, не ме дослушавте за дека сакаме наш домашен јаглен. Добро. За Битола и дека ТЕЦ Осломе ни требаше многу ни помогна зимоска. Значи, направи универзитетот во Штип, направи сериозен рударски план и ние се придржувавме, значи треба време да се консолидира, меѓутоа ни помогна многу зимоска. Значи останува, не го затвора. За сега ние ништо не планираме да затвориме, сакаме да ги искористиме ресурсите и да го искористиме тоа што го имаме. Добро. Одиме со втор блок на реклами. Сега ќе одиме со серија прашања за капацитетите наши. Капацитети ги завршивме, за
државната компанија акционерското друштво. Сега тука малце блиц прашања, побрзи одговори. На почетокот кажавте дека во комисиите мора да бидат луѓе со искуство. Не може, ќе ве цитирам, не може човек со филолошки факултет да биде член на комисија. Директорот на ЕСМ, именуван од влада, избран од влада, во која што сте и вие, нема еден ден работно искуство во овој сектор. Господинот Зунчев има завршено машински факултет. Добро. Значи, неговиот избор беше дискутиран на ниво на владата. Ама нема ни еден ден искуство во овој сектор. А е шеф на, поставен директор на клучната компанија, што е малку чудно. Во ред. Вас не ви е чудно? Предходниот што имаше искуство, видовме како заврши. Да, предходниот е во бегство. Видете, зошто ве прашувам? Последните 8 директори на ЕСМ, двајца беа осудени на затворски казни. Двајца се под истрага, еден е во бегство. Тројца, вклучувајќи го и актуелниот, се сега за сега чисти. И би сакал да остане така. Затоа ве прашам, ова е очигледно сериозна институција, каде што се вртат сериозни пари, и затоа ви прашувам сега, со сета должна почит, но очекувавме некој да биде од внатре или некој од секторот или нешто, ние носиме човек од страна. ЕСМ, финансиското работење, значи пак не ме прашав кој беше вашиот став, еве на седница на влада која рекоа еве тој ќе биде директор. Вие како министер за енергетика. Значи, јас верувам дека секој што добро се покажал, иако е без искуство во некоја друга бранша, може да, значи, кога зборуваме за менаџерски способности, тогаш може некој со филолошки да биде во комисијата затоа што добро се покажал. Треба да се имаат основни познавања. Значи, сепак бекграундот, основното нешто, значи основните постулати се тука. Може да се има добро менаџерско познавање и може понекогаш и е добро да не е некој од внатре, некој може да ги познава повеќе работите и да ги изменаџира. На секого, значи, еве помина година дена, мислам дека одлично се снаоѓа, намалена е цената на производство за првиот квартал, трошоците се исто така. Намалена е цената за производство на мегават? Да, не само. Да. Тоа значи дека сега на 1 јуни ќе имаме пониска цена за струја за граѓаните. Намалена е, меѓутоа не толку многу, бидејќи знаете колкава е разликата. Тоа ќе го слушнете на брифингот, мислам дека околу сигурно има некои 10% намалување, што значи 7 години кога се зголемуваше не може да се намали. Ако има 10% намалување на производствената цена, тогаш би требало да има и намалување на продажната цена. Продаваме за 62, а знаете дека е троцифрена. Добро работат, се намалило, намалена е производствената цена, потврлија за 30% во производство, ЕСМ, тоа бројките го кажуваат, значи или е преамбициозно или капацитетите се. Не, значи вака, во тие бројки не може ние да ги претпоставиме, тука има и ветер, значи не може ние да претпоставиме ветер и хидрологијата, и мора да напоменам дека ние кога дојдовме хидрологијата беше 7%. Не, мислам дека и сега е 40. Кај термото. Значи сега е 40% хидрологијата, тоа е за нас одлична вест и се консолидира, значи мора да дозволиме период на консолидација на фирмата. Работи добро менаџерскиот тим, првиот квартал е само има загуба 60 милиони. Извештајот кажа. Вие кажувате, значи вие кажувате дека не сакате да слушате ништо за претходните, јас ќе морам да напоменам дека година дена е поминато. Значи не се направени ремонт. Досадно е веќе да зборуваме за претходните. Во ред, ама тоа не е нешто што може, значи знаете. Точно преку ноќ. Не е ни година дена поминато, дојдоа во август. Добро. Значи дојдоа во август, ремонти не се направени, ремонти не се прават во зима. Значи нас ни беше најважно зимскиот период да го поминеме. Ева сега има направено, а сега се прават ремонтите, се консолидира финансиски, има проекти за обновливи, за ветерници, што значи дека тоа што 7 години се уништувало, значи тогаш беше цената 39. Ние дојдовме со 133. Не може вие да очекувате. Дали се уништувало, не се одржувало или не се надградувало, тоа е веќе период. Да, ама не може да очекувате за овој краток период дека сето тоа ќе се реши. Не, во ред.
Значи, сакам да кажам што оставете оваа 25-та година да видиме на крај на годината какви ќе бидат резултатите. Добре, Мислам дека ќе оставам. Се зборуваме за ЕСМ, иако ќе ми кажете дека е под влада, ама вие сте дел од владата и е енергетика, тука значи не може да се абстрахирате. Не се абстрахирам. ЕСМ во моментов должи 20 милиони евра за помали кредити, 200 милиони евра долгорочни кредити. Па еве само 100 милиони се од дека ќе го затвориме и се потрошени за увоз на електрична енергија. Како со производствена цена од беше 100 евра, сега велите дека е намалена за 10, од производствена цена 90 евра. Не беше 130, значи скоро 140. Добро. А ние даваме на Ивана за 62. Значи така. ние правиме како ќе се извадиме? Затоа што заради тој социјален мир што се купува, и тоа е факт. Социјален мир се купува, има избори секоја година, да не се кренат цените на струјата, да не се натоварат сметките кај граѓаните, ЕСМ пропаѓа. Со овој начин на функционирање, за 2 години колку ќе должи ЕСМ? Значи вака, каде све ќе се во задолжува? 2017 сегашниот премиер кога беше директор остави 17 милиони евра во ЕСМ. Значи со домаќинско работење можеме. Значи оставете период да видиме што ќе направи. Мислите дека имаме време, имаме воопшто може да си го дозволиме тоа да оставиме период да видиме сега што ќе прави новото раководство со надолен тренд? 60 милиони прв квартал, 20 милиони помали кредити, 200 милиони долгорочни кредити. Продажна цена помала од производствена. Каде е тука логиката? Значи, како ќе го покриеме тоа? Има план што не може. И зошто го правиме тоа? ЕСМ е нашиот столб на енергетиката и секако дека ние сме свесни дека РЕК е стар капацитет, меѓутоа мора да сме свесни дека и ЕСМ сега вложува во нови обновливи извори, во батериски парк, се прават исто така може да има и флоутинг централа, ќе се прават и останати, значи ние исто така се менуваме. Нема да се фокусираме тотално на РЕК, ќе има и произведена енергија, ќе се зголеми производството и ќе се намали цената. Во интервју рековте дека МЕПСО не е на продажба, не може да биде на продажба и нема да биде, а ЕСМ? Никогаш не сме ни дискутирале за продажба на ЕСМ. Не е ни дискутирано за тоа, а со законот кој што беше порано изработен, имаше опција да се продаде МЕПСО. Јас сметам дека сите стратешки капацитети треба да се во сопственост на државата. Со тоа што државата треба да ги менаџира и да се. Значи, велите дека ЕСМ има стратегија, ги набројавте системите, со која што ќе може да се извади. Ја повторно ќе ве прашам, како може да се направи профит кога продаваш нешто под цената од која што го произведуваш? Тоа нема да се продава секогаш, значи ни треба време. Со тоа што ЕСМ има и ЕСМ продажба, каде што продава за пазарни цени на фирми. Значи тоа е само еден дел што го продава Невана. ЕСМ не го продава целото свое производство за дампинг цена. Значи тука има веќе еден микс. Има ЕСМ продажба, се јавува на тендери и има значи по Хупекс, по Мемо цени каде што има комерцијални цени. Добро. Ревизија дали правите во МЕПСО и во ЕСМ? Значи, јас не можам да правам ревизија, добро, меѓутоа ревизорот дали се прави ревизија на ваше барање во МЕПСО и ЕСМ? Јас бев на состанок со државниот ревизор, бидејќи се прави план однапред за правење на ревизии и инсистирав на за тоа, значи минатата година, во оваа година, државниот ревизор сите енергетски компании, вклучувајќи и Номагас, и Биро за метеорологија, и ми обеќа дека ќе бидат ставени во планот. Што значи ставени се, ќе проверам точно до каде, да се прави, значи на сите енергетски објекти, субјекти се прави ревизија. Има нова фирма, нов играч за ископ во РЕК Битола. Со чии машини копа? Дали имате податок? Не, значи јас не навлегувам, тоа го прават ЕСМ и јас не навлегувам во дневни набавки. Јас сакам да видам намалена цена на производство и колку е произведена. Значи не навлегувам во. Тогаш да не ме прашам со која компанија ЕСМ има договор за хавариска струја да купува. Значи ќе проверам. Добро. Сега стигаме до последниот дел. За жал времето не истече, но ќе бидам брз. Евана има обврска да инвестира во мрежата
одредена сума на пари секоја година. Според мрежни правила, ако не се лажам, така беше. Но, подготвувајќи се за емисијата, со неколку луѓе со кои што разговарав, ми велат да, јас ја купувам, ја правам трафостаницата, плаќам 60, 80, 100.000 евра и ЕВН ги прикажува тие пари како своји. Дали е тоа така и ако е така, зошто е така? Зошто го дозволувате? Значи, ние тоа не го дозволуваме, тоа се значи регулаторна, која е независна тело, ги прави мрежните правила, што значи дека тука се гледа кои се сите трошоци. Знаете дека ова се случува, така? Имам информации, меѓутоа не сум стигнала. Не е дека прв пат го слушате во живот. Не. Имам информација, меѓутоа точно и детално немам проверено, односно тоа е работа на регулаторно независно тело. Јас можам и ќе свикам. Нека да им се мешате секако, но ако се испостави дека е така, што ќе побарате? Значи јас еве уште утре ќе се јавам во регулаторно и ќе свикам состанок да видиме точно да ги поминеме мрежните правила. Мислам дека и тие ќе се менуваат, бидејќи сега се менува едни правила за балансирање, така да ќе видиме и се што го кажавте ќе го провериме. Не се мешате кај регулаторите, ниту поимам намера да навлагам во нивната работа, секако со сета должна почит кон регулаторот Бислимовски, за кој што сметам дека моје лично субјективно мислење дека одлично си ја врши работата, но кога се формира цената на струјата, еве тоа ќе биде сега за 2 недели, ние само добиваме дека ЕВН побарале 30%, ЕСМ продажба побарале 20%, никогаш не сме виделе што се трошоците. Нели сметате дека треба да биде потранспарентно? 99% од луѓето во државата нема да сватат што стои во тие документи и во тие Excel табели, но 1% ќе знаат. И тие 1% ќе може да не објаснат многу поубаво како стигнало до тој готовиот производ. Не мислите дека треба тука малце да има измени? Вака регулаторна ги донесува финалните цени и таа цена... Не, во ред, околу транспарентноста при пријавувањето на трошоци. Значи, јас кога ги гледам тие табели ги разбирам, може да видиме начинот и форматот на известување, односно да има некаков сублимат и да знаеме што МЕПСО пријавил како трошок, што ЕВН пријавил како трошок, што МЕМО пријавил како трошок и секако од финалната цена од ЕСМ таа ќе разберат, бидејќи таа е само една бројка. И последно прашање, блиц за крај, ако сите плаќаме струја во Македонија, сите, буквално сите, дали јас и вие ќе имаме пониска сметка за струја на крајот на месец? Ако на платата е, како што кажувате, сите 100, тоа не може да се случи, значи има 95, значи во идеални услови, проценти, би требало да е пониска цената на електрична енергија, меѓутоа тоа не значи дека ако некој не плаќа, ја плаќаат граѓаните. Значи се знае точно што се прифаќа од наплатата. Ќе плаќаме пониска сметка, значи. Ако сите плаќаат, да. Ви благодарам. Тоа беше се за вечерва. За жал не истече времето, остана уште неколку прашања кои што сакав да ги поставам, но тоа е тоа. Уште еднаш, тоа беше интервју со министерката за енергетика Сања Божиновска. Ви благодарам на времето. Ви благодарам на вас. Тоа е се за вечерашната емисија на Топ тема. Ве поканувам да останете на програмата на телевизија Телма.